Представници на ромите од општина Кавадарци, членови на владеачката партија, денеска беа на работен состанок во општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Се сретнаа со координаторот на општинскиот комитет Душко Лазов и со председателот на Кавадаречкиот совет магистер Илија Тренчев. Целта на состанокот беше да се разгледаат социјалните проблеми кои ги мачат овие граѓани. Председателот на Кавадаречкиот совет Илија Тренчев упати благодарност за присуството, а нагласи дека и во иднина партијата од која што доаѓа и актуелното раководство на локалната самоуправа ќе продолжат да им помагаат на ранливите категории на граѓани. Основната цел на која што се собравме денеска и која што е вака достапна на јавноста, како и секогаш благодарение на медиумите, е да уште еднаш отворено преговориме за се она што не тишти, за се она што е проблем кај вас, кај вашите семејства, кај вашите најблиски, за она што досега го направивме, но пред се и над се за она што од сега треба да го направиме понатаму. Сепак сметам дека нашите роми, значи без оглед на тоа што навистина секојдневно се соочуваат со проблеми од сферата на социјалната, без оглед на тоа што навистина имавме долготрајна и многу студена зима која што многу не погоди сите, потребите од нормално функционирање заради немањето доволно огревни средства, заради немањето можеби доволно и алишта, заради немањето на доволно и прехранбени продукти кои што се потребни во вакви временски услови, поготово во зимскиот временски период, како што е оваа година, се наша секојдневна грижа од причина да 24 часа сме достапни за вас и ние како локална самоуправа, и градоначалникот и сепак и општинскиот комитет со својот координатор. Со тој тренд, значи во таа насока ќе продолжиме и понатаму. Ќе продолжиме да ги градиме улиците, ќе продолжиме да го подобруваме уличното осветление сега кога веќе во април месец завршува тендерот, ќе бидат променети сите улични светилки да имаме осветлени улици. Ќе продолжиме и понатаму да не газиме кабливи улици, ќе продолжиме и понатаму да градиме потворни зидови таму кај што е најпотребно. Ќе продолжиме на оние кои што се најмногу погодени од социјалната состојба во кое што непонивна вина се нашли тие да помагаме колку што можеме. Ќе продолжиме и понатаму да вработуваме толку колку што можеме како што тој досега го правиме во јавните предпријатија за потребите на локалната самоуправа. Се надеваме на идните инвеститори кои што треба да дојдат. Прашање на денот кога треба да се обзнане таквата иницијатива, да секој од вас си го најде од нас, значи од нашите семејства, од вашите семејства да си го најде своето место и таму. Значи, со несмален интензитет ќе продолжиме понатаму да решаваме проблемите. Тие проблеми не се само ваши проблеми, тие проблеми се заеднички и затоа често пати вака се собираме заеднички, отворено да преговориме за се она што не тишти и заеднички да го споделиме и она што е добро, како што рече Илми, како што знаеме тоа да го направиме на празникот Рамазан или како што на Курбан Бајрам или на некој друг празник сега на Великден кој што доаѓа заеднички да го прославиме, да се радуваме заеднички, да ги намалиме сите оние тензии кои што се секојдневно присутни кај нас од проста причина што сепак тоа не води напред и она што пред се сакам да го искажам тоа е да меѓу себе се почитувате, се почитуваме, да јакне таа доверба дека сепак сме тие кои што сме на страната на тоа да ги решаваме проблемите полека но сигурно затоа што тие се напластени многу години наназад, не се биле решавани. Меѓутоа се трудиме, значи колку што се можностите наши полека но сигурно еден по еден да ги решаваме такви проблеми. Координаторот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Душко Лазов рече дека имаат редовни состаноци со ромското население, а и денешниот е еден од тие. Денес имавме еден работен состанок со ромите од Кавадарци. Овој состанок беше еден од редовните активности, значи кои што се одвиваат овде во општинскиот комитет Кавадарци и редовна соработка. Имаме редовна соработка со ромите, како до сега, така и понатаму ние ќе продолжиме со соработка со ромите. ВМРО ДПМН како партија до сега се залагаше за ромите, значи за нивните права, за помош на ромите и исто така може да кажам во овој момент дека и понатаму ќе продолжиме со помош и со без дискриминација, значи ромите се исто така население како и ние, како и сите останати,
во тој контекст нели имаме организирано повеќе хуманитарни помошти, како што каже Илми, нели на повеќе наврати им е помагано, така и ќе продолжим понатаму. Илми Османовски, представник на ромите, упати благодарност до актуелната локална власт за, како што рече, помошта што им ја пружа на ромите. Ромите биле незадоволни од опозицијата, бидејќи кога СДСМ биле на власт, воопшто не се водело грижа за ромското население и нивните права. Со наша цел сме дојдени, пошто пресот го слушнавме пред некоја ден и истите сме револтирани и незадоволни. И затоа овој ден сме мултиетнички, може да се види дека сме собрани, дека ние истите не се делиме, сегден сме заедно. И затоа директно сакам да поставам едно прашање до нашата опозиција, која што бара поддршка секој пат од нас, а зошто тоа не го направија за времето кога беше прочка, да дојдат и да побарат прошка да му прости. Зошто таа ден тоа не го направиат? Без оглед дали некој друг ќе му прости, ние ромите никој пат нема да му опростиме. Тоа нека го знаат, еве јавно го изнесувам, за тоа што ние кога победувавме со ним, со социјалдемократите, и они беа заедничко со нас, сегде победуват и сегде славевме заедно, и кога дојди време да нашите деца бидат вработени у тие фирми, сегден секоја фирма пушто се направи од нивна страна и нашите деца се избракани. Значи, ние сега нашите деца не можеме да му најдеме за екзистенција тие деца, па и пак да живееме, и они се лично криви за тоа што нашите деца више се во многу лош пат тргнати, да има секоја вечер наши деца по сите паркови што се другираат. И за тоа, значи, ние преминуваме во нашата партија ВМРО и сите ќе останеме оваа матрична партија без оглед дали ќе губиме, дали ќе добиваме. За тоа што ние у партијата на нашето ВМРО сме многу задоволни, пребидејќи ние како роми мултиетнички сме застапени, еве почнаваме со вработување. Полека одиме, ќе се вработуваме натеки, исто и градоначалникот и председателот Тренчев и Дуле, истите се залагат да ни помогнат нас. Ја мислам дека нема ние тука да застанеме, дека ќе има вработување и нема да го решиме за еден ден или два дена проблемот. Ја мислам дека у текот на времето стварно ќе бидеме застапени ромите, дека сегде што треба, значи ќе бидеме вработени. 90% ромите од Кавадарци се за владеачката партија. Тоа го докажавме на изборите и сега ние си гласавме за партијата, а сега лично ќе гласаме за Александар Панов, за тоа што целосно ни помогна на ромите, има многу добри дела направено за ромите, огромни дрва, подпорни зидови, ромите ние бееме од сите страни блокирани, за тоа што у времето на опозицијата ниту еден не дојди нас да ни помогне кај што живеат роми.